црвен дрес е Владо Лазаров, борач на Јака Бучин, во син Коце Ефремов, еден од ветераните на нашето борење, борач на Спартак Евросвет. Цецев е судија кој доаѓа од Тито Велес, инаку врховен судија на овој надпревар е искусниот борачки арбитар Ангеле Апчевски. Според пропозициите, еден судија бодува, главниот збор го има одговорниот на Душекот, тоа е врховниот судија Апчевски, а поедите ги доделува оној судија што се наоѓа на Душекот. Но не секогаш неговите одлуки мора да бидат прифатени од бодовниот судија. Доколку мечот заврши нерешено 5-5, во тој случај ќе се види која од двете екипи има повеќе технички поени, потоа ако и тие се идентични, која има повеќе тушеви и така натаму. Ефремов освојува 3 бода во оваа брза акција против помладиот противник Лазаров. Лазаров се наоѓа во тешка позиција, може да биде тука и туш. Ефремов притиска, продолжува неговата офанзива и во овој момент судијата Цецев дава знака, а бодовниот судија Јорданов прифаќа дека е туш и екипата на Спартак Евросвет, благодарејќи на брзата и експресна победа, изборена уште во самиот почеток од борбата на Ефремов, Спартак Евросвет победува со 1:0. Еве го тој момент кога Лазаров не очекуваше ваков брз напад на ветеранот Ефремов, а еве го моментот кога Ефремов со последни сили успева да го притисне противникот и да го тушира. Борбата завршува на самиот почеток. Се очекуваше ваков развој на настаните во оваа прва борба. Владо Лазаров е млад борач, перспективен, но се уште доволно неискусен, за разлика од него, Коце Ефремов, искусен борач кој настапувал на европски, на светски првенства, на олимпијади. Најголемиот успех го постигна на светското првенство во 1975 година во Ленинград. Борачите на Јака Бучин во последниве 3 сезони во самиот врв на македонското борење, 2 години едно по друго беа шампиони, сега се борат за третата титула. Идната година овој клуб го прославува 30 годишниот јубилеј. На вашите екрани го видовте Владко Соколов покрај Владо Ангелов, тренерот на борачите на Спартак Евросвет. Владко Соколов е еден од нашите најдобри борачи. Противник ќе му биде искусниот Тони Анчев од Јака Бучин. Тони Анчев времено настапуваше за репрезентацијата на бивша Југославија, потоа и Македонија. Еве и сега овде петарди околу моето коментаторско место. Летаат од гледалиштето каде што се навивачите на Јака Бучин и на фалангата од Штип. Но нашата професија е таква, ќе стегнеме заби, ќе издржиме до крај, се разбира, веруваме дека до крај и ќе трае овој меч. Анчев во црвен дрес, борач на Јака Бучин, во син дрес Владко Соколов. Судија на Душекот е Јане Секуловски, бодовен судија е Стефан Танев. Пред почетокот на борбите, кога беше највжештено, председателот на Јака Бучин, господинот Ванчо Чифлиганец, направи вистински потек, отиде кај гледачите, навивачите на неговиот тим, даде знак да се смират, да бидат коректни, тие го послушаа, а и ги тргна поставените пароли тука покрај самата ограда на кој што пишуваше "Насе одиси", не знаеме зошто, и СБСМ дом на пензионери, се мисли на Борачкиот сојуз на Македонија. Но тоа е нивно мислење. Тие пароли на интервенција, реков, на господинот Чифлиганец беа тргнати. Добро е така да се однесуваат спортските работници. Во тек е втората минута.
Соколов е инаку познат како борач кој настапува во полесната категорија, 48 килограми, но тактички причини веројатно се најде во оваа потешка категорија во која што го има за противник искусниот Тони Јанчев. Изравната борба во првите 2 минути, до сега нема доделено ниту еден поен. Измена втората минута, интервенција на судијата на Душеко Цекуловски, кој бара активна борба од Анчев и сега тој треба да оди во партер. Соколов притиска, дали ќе поентира? И ова ќе бидат првите 2 бода за борачот од Кочани, поведува со 2:0, точно половина од борбата. Соколов во сезонава што поминува, најголемиот успех го постигна во Атина на светското првенство за надежи, борачи до 20 години, кога го освои 4-то место. Сега Анчев тактизира, се подготвува веројатно за изненадување, дали ќе успее да реализира својата замисла, останува да видиме, до крајот уште неполни 2 минути. Доколку борбата, например, заврши со овој резултат, ќе има продолжение, затоа што според боречките правила, секој борач што победува на поени мора да освои во борбата барем 3 поена. Не барем, туку или 3 или повеќе. Сега се бара активности од Соколов, тој оди во партер, премногу тактизира по наводство 2:0. И сега Анчев се обидува нешто слично како пред малку во на акција Соколов и тој да реализира ауфрайзер, дали ќе успее да го подигне противникот, засега успева, би требало сега само да го сврти околу своето тело, но се откажува од таа намера. Акцијата немаше излез, па е прекината и сега двајцата борачи повторно на почетната позиција. Уште 54 секунди до крајот од борбата. Соколов беше во офанзива, но нема поен, двајцата излета надвор од дозволената зона за борба. Борбата се смирува, како да се одмарат и едниот и другиот борач, секој има свој план во завршницата. Регуларното време по малку ќе истече. Крај на првите 5 минути, во самата завршница се обиде Соколов да освои уште еден бод, не успева, бидејќи гонгот го означи крајот на борбата. Судијата бара тајм-аут, се жали на повреда Анчев, лежи на душекот,
истоштене по 5-минутната борба и сега интервенција на лекарот. Секој борач има право до 2 минути да бара, да не речам одмор, туку интервенција од медицинскиот персонал за санирање на евентуална повреда. Повеќе би рекол за одмор. Сме навикнале вакви сцени да гледаме и на европските и на светските првенства, на олимписките игри. Ова е составен дел на борењето, а се враќаме преку оваа репетиција на оној обид на Соколов во финишот од борбата да освои бод, но двајцата борачи излегоа во неутралната зона, во зоната забранета за борба. Сега ќе има продолжение од 3 минути, но доколку Соколов, кој води со 2:0, освои уште еден бод, мечот ќе биде прекинат. А ако пак Анчев освои 3 бода, тогаш може да биде и победник. Ако до крајот нема бодови, тогаш судиското жири го прогласува победникот. Уште 1 минута и 20 секунди до крајот на продолжението. Сега според резултатот би требало да биде поактивен и поангажиран Тони Анчев. Губи со 2:0, нема што да загуби, потребно е да тргне во последен атак. Уште 1 минута до истекот на 3 минути. До сега двајцата се на душекот, ефективно равно 7 минути. Владко Соколов не ризикува и натаму ништо. Уште 30 секунди до крајот на продолжението. И судијата Секуловски доделува опомена втора на Тони Анчев. Сега тој повторно ќе оди во партер, токму од ваква позиција во регуларниот дел од борбата Ефремов ги освои 2 бода со Ауф Райзер. Сега не веруваме дека ќе прави таков обид, затоа што може тоа да биде ризично, да се најде во непријатна положба, во туш. А кога има предност, нормално е да тактизира. Последни секунди, уште 5. И дали во финишот ќе освои поен. Завршува продолжението. Крај на борбата. Пред гонгот, пред да биде Анчев туширан, гонгот го означи крајот на борбата, но и така предност имаше Соколов, па тоа е нов бод за екипата на Спартак Евросвет, која поведува во дуелот со Јака Бучин. Во полесните категории пред почетокот се очекуваше ваков развој. Се дава поголеми шанси на Ефремов и на Соколов. Не знам зошто сега навивачите фрлаат петарди кон Соколов. Тој е спортист, првак, 4-ти во светот, треба со пиетет да се гледа кон него, а не да го застрашуваат со петарди. Спортски се бореше, немаше ништо нечесно во оваа борба, па така да реагираат гледачите. Сега ќе следи борбата за борачи до 57 килограми, во која што Јака Бучин има еден цврст борач, тоа е Филко Дејанов, кој доаѓа од соседна Бугарија. Ги бранеше боите на Јака Бучин во сезонава што изминува, мощне, успешно.
Противник ќе му биде Сашо Ангелов. Ова е шанса за Јака Бучим да го освои првиот бод и да го намали резултатот на 2:1. Такви се прогнозите, а да видиме дали ќе се остварат. Судија на Душекот е Цецев, а бодовен судија Ацо Јорданов. Цецев од Титовелес, Јорданов од Скопје, врховен, повторувам уште еднаш, Ангеле Апчевски. Во црвен дрес настапуваат борачите на Јака Бучим, во син дрес борачите на Спартак Евросвет. Еве прва офанзива на Дејанов, тој оди очигледно на туш, но излегува од дозволената зона за борба двајцата борачи. Сега ова на Владо Ангелов, тренерот на Спартак Бучим, не му требаше, отиде кај борачот на Спартак Евросвет, тренерот Владо Ангелов, отиде кај борачот на Јака Бучим. Не треба да скока, треба мирно да стои на своето место или да седи на столицата тука, да го води својот борач. Реакцијата воопшто не беше потребна. Дејанов поведе за она акција со 4:0, продолжува неговиот атак. Сигурен е, стабилен. Кочанскиот борач Ангелов уште од почетокот се гледа дека нема никакви шанси во овој дуел. Два бода за ова свртување. Водство од 6:0 на Дејанов. Дали тоа ќе биде крај, сепак се извлече Ангелов, не дозволи да биде туширан. Зголемено водство 7:0, сега уште 2 бода, 9:0, уште 2, 11:0 и крај на борбата со технички туш. Дејанов победува, го носи првиот поен за борачите на Јака Бучим. Резултатот сега е 2:1. Водство на Спартак Евросвет. Сега очекуваме една тврда борба во категоријата до 62 килограми. Ова се оние моменти на последна офанзива на Филко Дејанов, кој просто го сомле својот противник и го совлада со технички туш во втората минута од борбата. Сега навивачите на Јака Бучим се повесели, освоене првиот бод. Во потешките категории Радовишани имаат подобри борачи. Ова го кажувам од фактот што така беше барем во првенството во лигата. Васко Спасов, црвен дрес, Владко Гуцов, син дрес, судија на Душекот Секуловски. Ова е четврта борба од мајсторката меѓу Спартак Евросвет и Јака Бучим. Гуцов е поискусен, но Васко Спасов е еден од најголемите надежи на нашето борење. Раскината е оваа акција. Изминува првата минута од борбата во категорија до 62 килограми. Бодови нема. Еве сега гледате со
петарда. Навивачите од Радовиш го повредија својот борец. Па ова не оди на вистина. Без оглед кој е повреден, не треба ова да се случува. Таму забележувам Ангелов подскокнува, тренерот на Спартак Евросвет. Стана и врховниот судија Ангеле Апчевски. Дојде тука до оградата и Ванчо Чифлиганец. Слушнав, само им довикна на гледачите: немојте. Се мисли да прекинат да фрлаат петарди. Консултација меѓу Ангеле Апчевски и Јане Секуловски. Да видиме кој ќе биде исходот од овие договори, разговори меѓу судиите и официјалните лица. Делегат на надпреварот е Љупчо Лазаревски, таму на спротивната страна. Овој Чифлиганец бара од своите навивачи малку да се смират, а таму на спротивната страна може и тоа да го видиме, има договор меѓу Ангеле Апчевски и Љупчо Лазаревски, кој е изборно лице и ја води лигата. Точно една минута од борбата меѓу Спасов и Гуцов дојде до овој прекин. Кај делегатот отиде и Јорданчо Јанев, поранешен борач на Спартак Евросвет. Не знае како да реагира и официјалниот спикер во салата, колегата од Македонското радио Антон Серечи. Борачите го очекуваат развојот, исходот од сето ова. Јорданчо Јанев десно го гледате во разговор со Антон Серечи, веројатно и таму кај спикерското место долета некоја петарда. Условите за работа се тешки, реков и на почетокот, атмосферата вжештена. Воопшто не би требало да биде така. Оваа мајсторка треба да мине во една фер, спортска, коректна борба. Кој е подобар, нека победи, па затоа тука се и камерите на македонската телевизија. Да ги представат борачите, да ги представат двата најуспешни клуба, зашто да не заборавиме, борењето е наш најтрофеен спорт. Сме постигнувале во минатото многу добри резултати. Имаше некоја отпорност мајсторката да биде во Скопје, некако со подценување се гледаше кон главниот град на нашата држава, како да се сакаше да се каже дека тука не е борењето, току во источниот дел од државата, но заборавија многумина дека Скопје бил организатор на многу приредби. Еве го Чифлиганец сега ги заболува гледачите спортски да навиваат. Кочанските семени за сега помирни. Кога зборував за Скопје, да кажам дека токму овој град ги подарил на македонското борење најголемите и највредните трофеи: едно злато од олимпијадите и едно сребро, Шабан Трстена, 2 бронзи, Шабан Сеиди, и 4 златни медали од европските првенства. По се изгледа, доколку вака продолжат да навиваат навивачите од едната трибина, оние што се од Радовиш и од Штип, трибината ќе биде испразната, па затоа дојде и ова предупредување од страна на председателот на Јака Бучим. Борбата продолжува втора минута. Веќе заборавивме кои се на душекот, па да ве подсетам: Васко Спасов, црвен дрес, Јака Бучим и Ватко Гуцов, син дрес, Спартак Евросвет.
Добро се познаваат двајцата борачи. Нормално е што вака ја водат борбата, тактизираат. Во Лига над преварите, во меѓусебните средби, кочанчани беа поуспешни пред своите гледачи, 6-4 победија. Во реваншот во Радовиш пред 2 недели загубија со 7-3. Шанса за поен и Спасов го освојува првиот поен. Сега шанса за нови 2 бода, да, акцијата беше почната во дозволениот простор за борба. Почнува третата минута, води 3-0 борачот на Јака Бучим Васко Спасов. Сега Владко Гуцов бара интервенција од лекарот. Се работи за повреда во пределот таму на левото око. Тука е и докторот на репрезентацијата Милош Вучидолов. Гледате, почна да тече третата минута. Водство на Васко Спасов од 3-0. Еве она акција во која што освои 2 бода. Се беше овде регуларно. Акцијата почна да се одвива во дозволената, во она жолта зона од душекот, дозволена зона за борба, а заврши надвор во неутралната, но според правилата се доделуваат поени, па така Спасов освои 2 и поведе со 3-0 во третата минута од борбата. Повторно во поповолна позиција е Васко Спасов. Обиди да го тушира цврстиот Гуцов. Во првата прилика не успева, сега ја смирува борбата, а судијата ја раскинува оваа акција. Васко Спасов на Балканијадата во Радовиш ги доживуваше своите блескави мигови, стана шампион. Сега освојува нов бод и поведува со 4-0. Измина третата минута од борбата. Уште 1 минута и 50 секунди до крајот. Нови бодови за Спасов и нови. Навистина тој е супериорен во овој дуел. 6-0 водство на борачот од Радовиш. Гуцов е исфрлен од колосек, не може да се среди, да се сконцентрира, максимално да ја продолжи борбата. Изненаден е од ефикасноста на противникот, кој просто си поигрува со него. Изминува четвртата минута од борбата. 7-0 и ова ќе биде туш. Победа со туш на Васко Спасов во петтата минута. Туку што почна петтата минута од борбата, Спасов победува со туш и носи бод за својата екипа, па така сега резултатот е изравнет на 2-2. По фуриозниот почеток на борачите на Спартак Евросвет, еве доаѓа до изравнување на резултатот по победите на Дејанов и Спасов. Сега во мајсторката за државен првак во борење во слободен стил имаме идентичен резултат 2-2.
Сега следи борбата за борачи до 66 килограми. Оние што го следат борењето нека не се изненадат. Според пропозициите во нашата лига има категории кои не се исти како оние категории на меѓународната сцена. Тоа е направено поради но тој освои 2 бода едно по друго во оваа акција и на истекот од 4-та минута поведува со 2:0. Искусен е голем тактичар. Сепак на семафорот се покажува 1:0, 1 бод беше доделен за таа акција. Брзо дојде исправката. Петта минута од борбата и овде сигурно ќе има продолжение доколку ниеден од двајцата борачи не стигне до 3 бода во регуларниот тек. А според она како се одвива борбата, тешко може да се поверува дека до крајот ќе стигнат до таа бројка. Уште 13 секунди до истекот на 5 минути. Крај на регуларниот тек, по кој што Санде Доне води со 1:0 против Ванчо Спасов. Сега ќе го видиме и продолжението од 3 минути. И не мора двајцата да ги изборат 3 минути, доколку, како што реков пред малку, еден од нив стигне до 3 бода. Излетаа двајцата во забранетата зона за борба. Изменува првата минута од продолжението. Цецев бара повторно прифаќање од бодовниот судија, опомена за Донев. Донев тактизира, се одмара, му оди во прилог резултатот. Сега Донев бара повторно тајмаут, веројатно дојде до мал удар или судар во моментите кога излезе ваму во неутралната зона за борба. Да веруваме дека не се работи за ништо посериозно. Дојде можеби малку до грч од презамореност. Тешки се овие битки. Овде се води една голема психолошка војна, па тоа е некако додатно оптоварување и на едните и на другите. Се работи сепак за титулата државен првак. Треба да се круни са еден напорен труд, вложување, само откажување со освојувањето на шампионската титула. Па затоа и не треба многу да се зборува колкаво е значењето на ова
борба на овој двомеч меѓу борачите на Јака Бучим и Спартак Евросвет. На истекот од втората минута на продолжението од 3 минути, Донев отиде во партер поради пасивност. Шанса за Ванчо Спасов да освои бод. Не успеа да го сврти, доколку успееше да го сврти околу себе и да го фрли, да направи амплитуда во оваа изведба, ќе освоеше бод. Прекината е акцијата. Храбро се бори Ванчо Спасов, не се предава. Тоа е логично. Секој од овие борачи што ги гледаме на душекот сака да го даде својот максимален придонес во борбата, да освои бод за својата екипа. Уште 15 секунди до крајот на продолжението. Ке нема бодови сигурно, уште 5 секунди. 4 секунди до крајот, сега Цецев ги повикува двајцата борачи да продолжат со борба. Бараше тајмаут Донев, судијата тоа не го прифати. Тој е борачот што освои еден бод во оваа тешка израмнета борба. И сега договор меѓу судиите за тоа кој да биде прогласен за победник. Се случува некогаш тој што води има освоено бод да не биде прогласен за победник. Судиите ги мерат, ги следат сите зафати, сите движења. И еве сега победа за Донев, кој водеше со 1:0 и така ја заврши борбата и по продолжението, па тоа е сега нов бод за Спартак Евросвет кој победува со 3:2 во мечот. Ефремов, Соколов и Донев ги извојуваа победите за Спартак Евросвет, а поедите за Јака Бучим ги освоија Филко Дејанов и Васко Спасов. Ванчо Спасов пред малку во категорија до 66 килограми не успеа да освои бод. Тоа му го препушти на Донев, па така кочанчаните сега водат со 3:2. Категорија на борачи до 70 килограми. За Јака Бучим во црвен дрес ќе настапи Трајче Лазаров, а за Спартак Евросвет Орце Митрев. Ова е борачот од Радовиш, Трајче Лазаров, со својот тренер Димче Ангелов. Последни совети пред борбата. Ова е мощна, значајна борба. Шеста во мечот, значи почнува вториот дел од борбите. До сега неизвестно. Мала предност во полесните категории за борачите од Кочани, но Јака Бучим има цврст состав во потешките категории. Судија на душекот е Секуловски, бодовен судија е Танев.
Почна втората минута од борбата, поени нема ниту на едната, ниту на другата страна. Притиска сега борачот на Јака Бучим, Лазаров. Митрев се обидува со зафат во нога да го покрене противникот, да се излече од оваа стега. Судијата ја прекина борбата, повторно на почетната позиција. Тоа беше единствен излез, единствено решение во оваа ситуација. За оваа акција Митрев освојува 2 бода, потоа уште еден, бидејќи дојде зад противникот и поведува со 3:0. Не се задоволува само со таа офанзива, тој продолжува со атакот. Почнува третата минута. Повторно немаше излез од акцијата и повторно интервенира судијата Секуловски. Добро е во ваков посмирен, поспортски амбиент да заврши мајсторката со надмудрување на борачите. Нов бод за Митрев, поведува со 4:0. Подскокнува тамо тренерот на Спартак Евросвет Ангелов. Нека не ве буни, и тренерот на Јака Бучим има исто презиме. Па ако споменам некој од тренерите, без оглед и без да кажам на која екипа е, презимето исто нема да сгрешам. Изминува третата минута од борбата. Почеток на четвртата, водство на борачот на Спартак Евросвет, Орце Митрев, со 4:0. Се обиде Лазарев да го изненади противникот, да го префрли преку себе, не успеа. Митрев навреме ја откри неговата намера, се заштити. Уште 1,5 минута до крајот од оваа борба во категорија до 70 килограми. Сега слично нешто сакаше и Митрев да стори како Лазарев пред малку, но видовме иста сцена. Овој пат Лазарев се заштити. Сега доколку Лазарев дојде зад Митрев, ќе освои бод. Дали има сили тоа да го изведе? Се обидува, но долго траеше ваквата позиција и прекината е борбата. Повторно интервенција на доктор Милош Вучидолов. Тој е официјален лекар на нашата боречка репрезентација. Дава голем придонес во рехабилитацијата, во санирањето на повредите и подготвувањето на борачите за тешките настапи. Во овој момент истече четвртата минута, во тек е последната минута, води Митрев со 4:0. Трајче Лазарев не се предава, амбициозен е, презема се, но не успева против брзиот и поподвижен Митрев. За претходната акција немаше бот, сега стигнува поенот, 5:0 поведува Митрев сега за оваа акција, уште 2 бода добива. И на семафорот е испишан резултатот од 7:0 за борачот во син дрес. Сега на повреда се жали Трајче Лазарев. Уште 14 секунди до крајот од борбата, овде сигурно нема да има продолжение.
последни секунди и крај на борбата во која што Митрев победува со 7:0, па така Спартак Евросвет победува против Јака Бучин со 4:2. Кон победите на Ефремов, Соколов и Донев, еве уште една победа подарена од Митрев. 4:2. Митрев ја одработи својата задача, тактички добро се бореше со Лазарев. Се обидуваше боречот од Радовиш повремено да го изненади противникот, да изведе зафат, во тоа не успеа, па така борбата заврши со победа на поени од 7:0 за Орце Митрев од Спартак Евросвет. Се подготвува сега душекот, момчињата што се задолжени го чистат, создаваат добри услови за надпревар во борба на борачи до 76 килограми. Јоцо Павлов, десно на вашите екрани во синдрес против Мите Глигоров од Јака Бучин. Мите Глигоров искусен борач, цврст, висок, повисок од својот противник и сигурно максимално ќе ја користи оваа предност и долгите раце. Јоцо Павлов од поодамна го бира својот Зенит. Глигоров во офанзива. Атакот продолжува, беше во тешка позиција Павлов, но се извлече 2 бода за Мите Глигоров. Поведува со 2:0 уште во првата минута од борбата. Доколку освои бод, тоа ќе биде многу значаен бод за борачите на Јака Бучин. Приклештен е Павлов, 2 бода, па уште 1, продолжува офанзивата на Глигоров. Очигледно е дека е амбициран, дека оди на победа со туш или технички туш, останува да видиме. Во секој случај сигурно водство против Јоцо Павлов. Втора минута на семафорот стои резултатот од 8:0, кај бодовниот судија од 9:0. Овој резултат кај бодовниот судија е најбитен. 1,5 минута од борбата. Павлов се обидува да го смири противникот кој тргна во еден решавачки, фуриозен напад. Тешко може да се поверува дека ќе успее во тоа, затоа што Мите Глигоров е борач добар, посвеж во овој дуел и физички изгледа многу посилно од Павлов. Нов поен, 10-ти, и сега доаѓа до прекид на борбата. Борбата е прекината. Технички туш. Победа на Мите Глигоров во втората минута. Сега резултатот е 4:3 за Спартак Евросвет во дуелот со Јака Бучин. До крајот остануваат уште 3 борби. Се очекуваше ваква неизвестност. Изравнети се по квалитет двете екипи. Мијалче Цветковски го гледате на вашите екрани. Ќе се бори со Илија Ангелов во категорија до 82 килограми. Во оваа категорија Спартак Евросвет имаше еден представник од Бугарија, но тој не допатува на овој меч. Па Цветковски нема да има нималку лесна задача во дуелот со искуствиот Илија Ангелов, кој е типичен клубски борач и кој има освоено многу драгоцени поени за својата екипа во лигашкиот дел од надпреварите.
Сигурно и овој пат ќе оди на се или ништо, зашто ако победи, во тој случај ќе дојде до израмнување на резултатот, па се ќе се решава во последните две борби. Цврсто делува Илија Ангелов. Двајца Спасови и двајца Ангелови во екипата на Јака Бучев. Васко Спасов во 62 килограми извојува победа со туш над Гуцов. Ванчо Спасов загуби со 1:0 од Донев. Па сега останува да видиме што ќе направат ангеловците. Прво настапува Илија, го гледате во дуелот со Цветковски. Раскината е акцијата. Втора минута од борбата, 0:0, нема бодови. Овде во овој меч подготвеноста, кондицијата ќе одига решавачка улога. Впечаток е во првите моменти, во првата 1,5 минута, дека подготвен на физички план е Ангелов. Цветковски оди во партер поради пасивна борба. Илија Ангелов се обидува да ги поврзе рацете, да го подигре противникот. Потребна му е стабилност, тоа да го стори, успева, освојува 2 бода. Поведува во мечот со Цветковски. Офанзивата на Радовишкиот борач продолжува. Прекината е акцијата. Дел од гледалиштето реагира. Половина од борбата во категорија до 82 килограми меѓу Илија Ангелов и Мијалче Цветковски. Ангелов, борач на Јака Бучин, води со 2:0. Доколку победи, а се наоѓа на прагот на конечниот успех, резултатот во мајсторката ќе биде изравнет. На повреда се жали Цветковски. Дали доби удар во глава или ова е шанса за одмор, го користи своето право. Уште 2 минути и 20 секунди до крајот од борбата, која не носи многу возбудување и која минува само во едно тактизирање на двете страни. Бод за оваа акција за Ангелов. Офанзивата продолжува. Поведува со 3:0. Во теке четвртата минута успеа да се приклешти за душок од Цветковски, да не му дозволи на Ангелов докрај да ја развие замислената акција.
бара тајмаут сега Или Ангелов, кој води со 3:0, уште 1 минута и 20 секунди до крајот на борбата. Двајцата борачи се исцрпени, уште од пред малку. Цветковски се жалеше на повреда на главата, веројатно доби удар, а сега Ангелов, гледате, се жали на повреда во пределот на коленото на левата нога. Предноста е на негова страна, води со 3:0. Цветковски како да сака да покаже дека оди со глава, неговиот противник недозволено, не требаше така да реагира, доби јавна опомена и сега ќе оди во партер. А бот добива Илија Ангелов. 4:0 поведува. Сега уште 2 бода. 6:0 во теке последната 5-та минута. Сигурна борба на Илија Ангелов. За ова свртување освојува поен Цветковски. 6:1 е резултатот. Нема потреба за ризик од страна на борачот од Радовиш. Победата му е враце. Има сигурно водство во теке завршницата. Веројатно упати некој недозволен удар Цветковски врз Ангелов, па Ангелов се превиткува, се држи за главата. Уште 36 секунди до крајот. Сега забележувам таму кај бодовниот судија стои резултат 7:1. Ова веќе не е фер. Дали Цветковски удри со глава или Ангелов, во секој случај не би требало да доаѓа до вакви сцени. Се е познато, се е јасно во оваа борба и зошто само да се распалуваат страстите. Ќе издржиме и ние уште 5 секунди. Мака мачи и судијата Секуловски. И еве, ова не беше даден знак за продолжување на борбата. Семафорот мируваше, дојде до дуел и крај на борбата. На крај спортски поздрав. 6:1 победа на поени. Или 7:1, кај бодовниот судија стоеше 7:1. Победа на поени за Илија Ангелов. Тоа е бод за Јака Бучим, па резултатот по 8-те меча е изравнете 4:4. До крајот остануваат уште 2 борби, најнапред категорија до 90 килограми. За Јака Бушим ќе настапи Трајан Ангелов, цврст борач, а за Спартак Евросвет Јордан Нацков. Она екипа што ќе освои бод во овој дуел ќе биде поблиску до конечниот триумф. На душекот е Трајан Ангелов,
Илија Ангелов пред малку извојува победа на поени против Цветковски, а Трајан Ангелов го очекува борачот на Спартак Евросвет Јордан Нацков. 4-4 е резултатот, неизвестноста достигнува кулминација. Се очекуваше ваква борба во мајсторката. Во потешките категории со поголема предност влегуваат борачите од Радовиш. Нацков во Синдрес, десно, лево на вашите екрани е Трајан Ангелов. Фаворит во овој дуел, според искуството и досегашните постигнувања, би требало да биде борачот од Радовиш. Еве го искористува првата шанса за офанзива, освојува bod. Трајан Ангелов поведува во мечот со Нацков со 1:0. Сега Нацков во контраофанзива освојува 3 бода. Каков пресврт. 3:1. Брза борба во една од најтешките категории. Изминува првата минута. Доделени се 4 поени до сега. 3 за Нацков во Синдрес и 1 за Ангелов. Излета надвор од дозволената зона за борба двајцата борачи. Цецев ги враќа на почетната позиција. Бодовен судија во овој дуел е Јорданов. 3 бода за оваа акција за Ангелов. И уште 2 за следната акција. Сега главниот судија Ангеле Апчевски интервенира, ги повикува судијата на Душекот Цецев и бодовниот судија Јорданов. Претходно дотрче тука кај него тренерот на екипата на Спартак Евросвет Владо Ангелов. Се врти некако околу Ангелови во овој дуел, двајца Ангелови во Јака Бучин борачи, тренерот Ангелов исто така, ака и Спартак Евросвет исто така двајца Ангелови, тренерот и еден борач, оној што настапи во категорија до 57 килограми, кога загуби од Филко Дејанов. 2 минути од борбата во предпоследната категорија до 90 килограми. Водство на Трајан Ангелов од Јака Бучин во дуелот со Јордан Нацков од 5:3. Судијата Цецев ги опоменува двајцата борачи. Бара чиста борба и активност. Уште еден бод за Трајан Ангелов за оваа акција, која не можеше да изведе до крај, затоа што противникот излета во недозволената зона за борба. Ангелов води со 6:3. Ова беше убава акција за 3 бода, да, 3 бода доделува судијата, 9:3 сега, нови поени. Трета минута од борбата.
Резултатот е 11:3. Во незавидна положба е Нацков, може да биде туш, а може и технички туш. И еве, борбата е прекината. Судијата Цецев додели 2 бода за оваа акција, па достигна до она разлика од 10 бодови Трајан Ангелов и тоа е победа со технички туш. Меѓутоа, забележувам, тој му дал уште 2 бода, па 15:3 стои на семафорот. Борбата е прекината, победа на Трајан Ангелов, се очекуваше и победа од него во овој дуел. Интервенира лекарот, се жали на повреда. Ангелов, победникот во овој меч, кој еве завршува во третата минута. Победа на Ангелов, бод за Јака Бучин и водство на Јака Бучин пред почетокот на последната борба од 5:4. Последна борба, 130 килограми. Вучков, ветеран на борењето, за противник го има многу помладиот Делјо Делев. Вучков минатата сезона се откажа од активното борење, но потребите на клубот бараа повторно да се реактивира и еве го повторно на душекото. Дане Вучков ги брани боите на Јака Бучин. Делјо Делев настапува за Спартак Евросвет. Јака Бучин се наоѓа на чекор до освојувањето на титулата. Води со 5:4. Дури според оваа моја статистика што ја водам во текот на борбата, ако мечот заврши нерешено, поуспешни во дуелите беа борачите од Радовиш, па во тој случај тие ќе освојат титулата. Вучков го очекува својот противник. Масивни борачи, потежок е Вучков. Достигнува таму до на крајна граница 130 килограми. Делев е нешто полесен, ако може и за него да се каже дека е лесен. Почеток на борбата. Не носат многу атрактивности ваквите борби, се чуваат представниците во најтешките категории. Се очекува така да биде и сега. Шансата во секој случај е на страната на Дане Вучков. Втора минута од борбата, нема бодови. И прв гол за оваа акција за Дане Вучков, за поискусниот.
Секуловски бара активност, бара борба во овој дуел. На истекот од втората минута Делев оди во партер. Убава акција на Вучков и 2 бода, нови 2 бода, вкупно 3:0. Почнува да тече третата минута. Реков и на почетокот, и Радовишани се доминантни во потешките категории, а тоа и го потврдуваат. Во последните 3 борби до 76 кг, 82 и 90 извојуваат 3 едно по друго победи, а на прагот на четврта едно по друго победа е и Дане Вучков. Половина од борбата. Вучков се жали на повреда. Во моментите кога води со 3:0, дојде веројатно до судир меѓу ривалите. Сигурно ќе собере сили да доврши оваа борба. Борба која треба да даде одговор на прашањето кој ќе биде државен првак. На чекор до титулата, речиси ја имаат Враце, се борачите на Јака Бучин. И сега повторно вулгарности од трибуните, тоа веќе и не сакаме да го коментираме. Наместо да ја слават победата навивачите на Јака Бучин, да се радуваат на третиот триумф во првенствата на Македонија, тие непотребно изфрлаат невкусни слогани. Секуловски бара борачите да дојдат во централниот дел од душекот. Останува резултатот од 3:0. Сосема доволен за Вучков за триумф во оваа борба со Делев. Сега поради одбегнување на борбата, Вучков оди во партер. Уште 1 минута и 10 секунди до крајот. Обиди на Делев да стори нешто во завршницата. Сега тече последната минута. Сега одекнува и аплаус, навивачите од Радовиш почнуваат да ја слават победата. Вучков се жали на нова повреда. Нова интервенција на дежурната медицинска екипа. До крајот остануваат уште 48 секунди.
И сега видовте реакција на Вучков, најнапред удар недозволен врз Делев, потоа овој сакаше да му врати. Нема потреба сега да се разгорува атмосферата во самата завршница од оваа мајсторка. На Душекот до сега се беше во ред, се беше безпрекорно. Радовишани имаат водство од 5:4, се наоѓаат на прагот на освојувањето на последниот бод и на титулата. Мора да кажам, наполно заслужено. Имаат поквалитетен состав од Кочанскиот и дури сега се прашуваме зошто толку се одеше во крајност и се бараше мајсторката да не се одржи во Скопје, кога раководството на Јака Бучин требаше да верува во квалитетот на своите борачи, без оглед на тоа каде и да се одржи овој меч. Уште 20 секунди до крајот. Дванаесет секунди до крајот останува водството на Дане Вучков од 3:1. Последни мигови од оваа борба и од мајсторката и крај на мечот, победа на Вучков на поени со 3:1. Тоа е последен бод за Јака Бучин, 6. Според тоа Јака Бучин го совлада Спартак Евросвет со 6:4 во мајсторката за државен првак во борење во слободен стил. Титулата по трет пат едно по друго ја освојуваат борачите од Радовиш. Во овие моменти што ни преостанува друго, освен да им упатиме честитки за она што го прикажа во минатогодишното првенство, за она што го прикажа во оваа мајсторка, во која што го совлада големиот противник, ривалот од Кочан и тимот на Спартак Евросвет. Јака Бучин заслужено во една фер и спортска борба на Душекот дојде до победа. Владо Лазаров, Тони Јанчев, Филко Дејанов, Вацко Спасов, Ванчо Спасов, Трајче Лазаров.